За вас кои што бевте минатата сабота вечер, знаете дека завршивме со Јаков. Конечно. Но не завршивме со една друга серија, која што ја прекинав од порано. Не памтам никога беше, може би пролета, летото некаде, почетокот, не знам, како и да е. Ќе видите зашто станува збор. Многумина од вас, ако не и повеќето, доаѓате можеби со нешто што ви тежат на срце, со некои прашања на обесхрабрување, можеби очај, тага, некои можеби се долготрајни, со години траат, други можеби се понови, можеби сте под притисок на секојдневниот живот, можеби ве притиска нешто константно, подолг период, но како што знаеме да кажеме во муабети, буквално нема дом, нема семејство кај што нема проблем. Може би знаете дека јас од време на време сакам да често пати да држам теми на охрабрување, затоа што знам дека таквите теми баш поради овие причини погрешно ги кажав претходно, секојаш најдуваат на одзив. И како прво јас самиот се храбрам, затоа што сум кажал од ова место, кога спремам тема, највеќе поттик наоѓам во самиот себе. Значи, прво си проповедам на самиот себе. Ке видите во оваа глава, која што ќе ја проучуваме, веројатно може би ова и следната сабота, ќе видите дека тоа го прави и Давид во еден од своите псалми, значи ќе проучиме еден псалм, всушност, си проповедал самиот себе и се храбрал, си давал надеж. Патем таа желба за храбрење всушност беше и поттик, некако спонтано почна она со, знаете, преведувањето на утринските стихови, на цитатите од Елен Вајт. И дури не сум ни свесен дека поминаа толку веќе години, а оваа книга сега од новата година, која што патем се вика Со Бога взори, така некако во превод, исто убава книга од Елен Вајт, компилација, ќе ми биде 10-та поред. Неверојатно, ја не можам и самиот да верувам. Но, што е она што највеќе ме поттикнува да продолжувам со таа своја работа? Прво, јас се храбрам, а често пати слушам и повратни информации дека многу луѓе се храбрат преку тие утрински стихови, преку тие текстови. Така да, тоа е тоа што ми дава поттик да продолжам. Значи, ова следната година всушност ќе биде јубилеј на 10-та книга поред. Кој знае, може би, како тргнало, може би и сите книги кои што воопшто постојат од Елен Вајт како компилации со утрински стихови еден ден ќе бидат преведени. Значи, секојаш е добро да се храбриме, затоа и не советува и самиот Павле, значи, затоа и треба да се собираме, да не ги напуштаме собранијата, што вели црквите, за да се храбриме, за да ги избиваме нашите редови. Тоа ќе го видиме во 42-иот псалм. Ќе видите колку му било тешко на Давид, затоа што бил далеку од богослужението, далеку од Божиот народ. Прогонет се крил по пештери и така натаму. Денешната порака ја насловив надеж за обесхрабрените, значи, како што кажав, во прашање 42-иот псалм, познат псалм. И, како што кажав, она што писателот на овој псалм, значи Давид го прави во текот на овој псалм, во неговата состојба на обесхрабрување е што се повикува себе си и се поттикнува да се надева на Бога, без оглед на околностите. Затоа што околностите денес се вакви, утре се онакви, меѓутоа Бог е непроменлив. Бог е секојаш истиот и вчера, и денес, и довека. Значи, Давид не дозволува обесхрабрувањето на денот да го дефинира, значи, неговиот поглед за Бога.
И веднаш на почетокот да се разбереме, ако сме верници, тоа не значи дека не ни дава за право да мислиме дека мора за нас да има лесен одговор на сите наши ситуации. Борбата е неминовна. Тоа ќе го видиме од псалмот. Псалмистот се труди, се бори со вера дури против самиот себе на некој начин и сепак на крајот ја повикува, значи, својата душа да се надева на Бога. Значи, тоа е целта на овој псалм, да го најдеме всушност образецот, како да одговориме на наше некое обесхрабрување, на наша тага, преку зборовите на овој псалм. Оној стих кој што се повторува дури два пати во 42-иот, а го наоѓаме и во 43-иот псалм, затоа некои мислат дека некојаш овие псалми можеби биле и заедно, оделе заедно. Како подкрепа на тоа, можеби и тоа што псалм 43-1, можеби единствениот кој што нема наслов. Ако забележите во своите Библии, 43-иот псалм нема наслов. Чи можно е да биле заедно. Мене ми е намера да го проучиме 42-иот, па што знам, ако можеби остане доста материјал и за следната сабота, тогаш ќе го споиме 43-иот. Станува збор за 5-иот стих, кој што е всушност како рефрен во овој псалм. Ево да го прочитаме, вели 5-иот стих од 42-иот псалм. Зошто си ми душо изнемоштена и зошто си жалосна во мене? Надевај се на Бога, зашто пак ќе го славам моето спасение, мојот Бог. Истиот стих е всушност 11-тиот, може мала промена овде има во Константинов. Зошто си ми душо изнемоштена, го читам 11-тиот, и зошто си жалостна во мене? Надевај се на Бога, зашто пак ќе го славам мојот спасител, мојот Бог. Истиот стих. Последниот, односно 5-тиот стих од 43-тиот псалм е истиот. Зошто си изнемоштена, односно истоштена, овде вели, душо моја, и зошто липаш во мене? Надевај се на Бога, зашто пак ќе го славам мојот спасител, својот Бог. Значи, имаат заеднички рефрен овие два псалма, можеби затоа некои ги ставаат во едно, дури 3 пати, значи, се спомнува овој стих во овие два псалма. И овој рефрен всушност го истакнува тоа постојано внатрешно разговарање на псалмистот со својата душа, борбата помеѓу чувството на очај и повикот за надеж во Бога. Тоа е тоа што го гледаме во рефренот. Така да кажеме, знаеме дека нели псалмите се пееле и неретко може да се сретне и во други псалми, но еве во овој очигледно се наоѓа рефрен. Имаме рефрен како што нели имаме рефрени во песните што ние денес ги пееме. Прво да спомнеме за реалноста на обесхрабрувањето. Не значи дека ако сме верници, кој знае каква да ни е верата, дека ние никогаш не би се обесхрабриле во нашиот живот. Еден од најголемите проблеми, може да кажеме, што ги создаваат некои лажни учења, е тоа што ги оставаат верниците со погрешни очекувања за својот христијански живот. Знаете, многу е лошо за било што да имате погрешни очекувања. Ако мислевте дека ќе станете христијани, ќе му се предадете на Христа и се ќе беше супер. Тоа што не е така, Библијата не го вели тоа. Значи, самата идеја дека Бог секојаш ќе ни овозможи да бидеме здрави, богати, среќни или дека секој проблем ќе биде брзо решен, ако само имаме доволно вера, тоа не е библиска идеја. Тоа не го наоѓаме во Светото писмо. Токму в 42-иот псалм ни нуди еден реален поглед на животот. Го имаме Давид, кој што ќе се сложиме сите Божи човек, меѓутоа, ќе кажеме верен, нели се, меѓутоа е прогонет. Поминал низ многу перипети во својот живот, па од таму и изникнале повеќето од псалмите, значи овие богати стихови кои што не ги запишал, меѓу кои стиховите од псалмот 42, кој што овде во Константинов носи наслов "Жедна душа за Бога". Значи, реално е да некојаш и се обесхрабриме, се најдеме во една таква ситуација во животот.
Псалмистот овде е отворен во својата тага, дури вели во 9 стих: стено моја, зошто ме забораваш? Се чувствува заборавен од Бога. Зошто обиколувам нажален, притиснат од непријателите? Значи, меѓутоа и покрај тоа што се чувствува како заборавен, му се обрека на Бога како на карпа. Значи, овој псалм е спротивност на идејата дека христијанскиот живот е само удобност и успех. Напротив, ни покажува дека дури и побожните луѓе се соочуваат со искушенија, сомнежи, тага и така натаму. Во вториот дел од псалмот ќе видиме, го гледаме псалмистот како одговара на таа своја потиштеност. Му се обрека на Бога и при тоа му зборува сам на своето срце, но и на Бога. Значи, изразувајќи ја таа своја потиштеност, тоа своје страдање. Се подсетува на Божјата верност, сето тоа ќе го видиме, дека го проучуваме. Токму тоа во рефренот го гледаме, значи, во овие 3 стиха што ги прочитав. Надевај се во Бога, зашто уште ќе го славам, значи, мојот спастил, мојот Бог. Фокусирање на Божјата непроменливост, значи, без оглед на околностите, кој што пак ќе кажам, се денес вака, утре така, Бог е тој кој што е непроменлив. Бог е истиот. Бог е оној кој што ни направил вчера добро, тој ќе ни направи и утре добро, може и денес да ни направи, меѓутоа самите околности може да бидат поинакви и да не бутнат во некаква обесхрабреност. И овој псалм е навистина голем пример за нас денес, дека обесхрабрувањето е всушност дел од животот, дури и за оние кои што веруваат во Бога. Наместо да ги избегнуваме нашите борби или да предпоставуваме дека нешто не е во ред со нашата вера во една таква ситуација, всушност треба да ги следиме чекорите што ни ги опишува овде Давид во овој псалм. Значи да бидеме искрени прво кон нашите чувства и искрено да ги изразиме своите чувства пред Бога. Бог може да не разбере. Бог е оној кој што сочувствува со нас. Знае како ни е во секаква ситуација, патем оној стих, често пати цитиран во последно време од брат Јани во неговите теми, Евреи 4.15, што вели? Зашто ние немаме таков првосвещеник кој што не би можел да сочувствува со нас. Тој беше кушен во се, значи помина ни се. Значи искрено мора да ги изражиме нашите чувства, какви и да се, пред Господа, Господ ќе не разбере, да се подсетуваме на Божјата добрина, на Божјата верност, на Неговата постојаност и да продолжиме да му се обраќаме на Бога дури и во моментите на сомнеж. На тој начин можеме да ја надминеме таа некоја ситуација на обесхрабреност и да се избавиме од тие најтемни моменти и да триумфираме со вера. Да го погледнеме сега првиот стих, како почнува псалмот. Како што кошутата жеднее на изворните води, за изворните води, така мојата душа копнее по Тебе, Господи. Како беше она песната, како Елен. Еве ќе прочитам само првата строфа. Како Елен, што жеден в гора бара, значи станува збор за женка, затоа е кошут овде. Како што Елен, што жеден в гора бара, студен извор свој, така тело и душа моја Теб те бара, Боже мој. Значи, псалмот започнува се на длабока желба за Божје присуство. Во среде една неподнослива тага, значи, што има Давид. Давид е прогонет. Зашто го велам овде? Значи, самиот псалм може би не оддава печаток дека Давид е писател. Меѓутоа, Елен Вајт ни кажува во воспитување, се спомнува тамо на 164-та страна, дека дури и кажува и кога од прилика го напишал. Цитатот вели вака, една кратка реченица, само ти кажам: во зрелите години, кога како прогонет бегалец наоѓал прибежиште во пустинските карпи и пештерите, Давид пишувал. И меѓу другото се спомнуваат и некои од стиховите од овој псалм. По тоа со сигурно знаеме дека Давид го запишал овој псалм, иако нели овде се вели дека е за началникот и пејачите, учење за Коревите синови. Знаете дека тие биле дел од богослужбата како музичари, пејачи во некогашната служба од тоа време.
Значи, Давид е далеко од Божиот дом, Давид е далеко од Божјата црква. Може сега да се подсетиме, веднаш ми текнуваат оние моменти на 20-та година, почетокот на онаа криза со короната. Ја верувам дека сите ние се зажелевме да дојдеме во Божиот дом, кога колку беа 2 месеци, може би повеќе, 3 да не беа, кога бевме затворени, значи дома, под оние полициски часеви. И ова е нешто многу полошо. Значи, Давид е прогонет, Давид се крие. Давид е несигурен и за својот живот. И копне за она што го доживува предходно. Значи, копне за Божиот дом, копне за Божито присуство. Вели, како што кошутата жедне, значи, како, може да замислиме, значи, некоја срна која што бегала од својот предатор и успеала да избега и сега е жедна, бара, значи, било каков поток вода да се напие. Така Давид го чувствува тоа во себе. Дури вели, во 3 стих вели: солзите ми се храна дење и ноќе, додека тие постојано ме прашуваат каде е твојот Бог. Тоа подоцна ќе го видиме, значи како го се подигрувале со него неговите непријатели. Значи неговото срце е обесхрабрено, опишува време на плач, кое всушност го обликува целиот овој псалм. Во 6 стих читаме: душата тагува во мене. А во 9 стих вели: стено моја, зошто ме забораваш? Зошто обиколувам нажален, притиснат од непријателите? Значи, обесхрабреност, потиштеност, тоа го гледаме кај Давид. И преку таа почетна слика што ја гледаме во првиот стих на жеден елен или кошута, гледаме некој кој жедне и копне за Божито присуство. Ова е многу значајно кога ние би го имале тоа во срцето. За мене во оваа црква Димитрови се пример за тоа, значи нема богослужение да ги нема. Некојаш може бидат спречени, и вчера дори задоцнија заради околностите, ама сепак дојда. И како што јас велам, ако не сте вие, среда и петок не знам дали ќе се одржи. Некојаш буквално. Ама ако фала на Бога, сите ние сме за пример, можам да кажем, кога станува збор за ова, затоа што ако погледнете другите цркви, не знам, некои едва се собираат само сабота наутро и тоа службите им се саат и пол. Но ние покажуваме нешто сосема друго, значи среда ли е, петок ли е, сабота навечер, секој сме тука, во различен број, меѓутоа сепак задоволително. И слава на Бога што тоа е така, значи гориме, имаме желба. Ја верувам дека тоа е искрено, нормално, не доаѓаме само формално, залудно е ако сето тоа доаѓање е формално ради реда. Значи, чувствуваме глад за речта. Чувствуваме жет за таа жива вода. И верувате дека тоа многу помага. Не е исто ако човек, саботните богослуженија ги одиме со онлайн, но не е исто кога дома на екранот гледате и кога сте тука присутни. Тоа секако не е исто. Чувството воопшто не е исто, но и благословот не е исти. Значи, срцето на Давид му е као исушено. А околу него има непријатели, опоненти кои што го провоцираат во време на духовна неволја. Значи, тој е човек со неисполнета, незадоволена духовна жет. Потребен му е Бог да действува, да му помогне, Бог да го утеши. Но изгледа како Бог да одолговлекува. Значи, ова траело во неговиот живот. Како да чека Бог, додека ситуацијата нели станувала се полош и полош. И ова е охрабрување и за нас. Значи, ако ние се најдеме некојаш во слична ситуација, ако може би се молиме соитност, Боже помогни ми, а помош никако да дојде,
доаѓа нов ден и повторно истиот проблем, вие уште чекате и се прашувате колку долго ќе трае сето ова, тогаш читате го 42 псалм. Да видите како му било на Давид и покрај тоа може и да се охрабриме. Значи, тој го изодил овој истиот пат пред нас. И го изразил своето искуство под инспирација на Светиот Дух. И овде можеме многу што да се научиме, затоа и не брзам многу со овој псалм. Има тука многу што да се извлече. Значи, овој текст, всушност, е за наша утеха. Да можеме и ние да се утечеме денес. И кога го читаме овој псалм, проучуваме, ќе откриеме дека постои една известна духовна мудрост овде во него. Додека ја следиме неговата аргументација, значи на Давид, на псалмистот, сваќаме дека тој ги идентификувал и препознал човечките причини за неговото обесхрабрување. Тој самиот ќе ги каже. А препознавањето на причините за обесхрабрување всушност тоа е еден голем чекор кон решавање на проблемот. Многу е битно човек да си ја препознае својата состојба. Инаку би лутал. Па исто како ќе отидете на доктор и ако е добар докторот и ако добро ви ја погоди диагнозата, тогаш лесно ќе го решите и проблемот, нели? Соодветни лекарства, терапија и така натаму. Меѓутоа, ако не ја познаете, ако не ја познае тој диагноз, дали не дај Боже ве наведе на погрешен пат со погрешна диагноза, страшно е. Прво што гледаме, псалмистот е духовно изолиран, тој е сам. Како што рековме, прогонет, го држат околностите одделен и изолиран од Божиот народ. Во вториот стих гледаме, вели, жедна е мојата душа за Бога, уште еднаш го нагласува ова, за живиот Бог, кога ќе дојдам и кога ќе го гледам Божито лице. Знаете, тоа се верувало дека тука е Бог е во Божиот храм, во својот храм, тука е присутен, тука можете да го видите неговото лице. И се прашува кога ќе дојде тој момент да го видам повторно Божиото лице. Значи, копне е по богослужение, всушност. Тоа му е ускратено. Колку долго ќе трае ова негова неможност да биде со Божиот народ? Кога ќе може да се појави повторно пред Бога? И значи, ова негова духовна изолација очигледно резултат на околностите, кои што кажавме, не е ова некој бунт негов или било што, туку околности кои што се надвор од негова контрола и затоа ја истура својата душа пред Бога. Како што кажав претходно, значи, мораме да бидеме искрени со самите себе, искрено да можеме да ги изразиме чувствата кога излегуваме пред Бога. Тоа е исто важен момент. Слободно да пристапиме, како што и денеска слушавме и претходно. Бог нема да се бунтува, Бог нема да не годува, не, Бог бара да пристапиме. Бог бара да му кажеме се што ни лежи на душа. И искрено кажано, ние како верници барем знаеме, имаме многу убави примери во Библијата, па каде би се обратиле ако сме обесхрабрени некој Бога? Кој би можел да ни помогне како Бог? Денески во пуката видовме кога Исус им се обреќа на учениците, кога им вели, па ако сакате и вие заминете, а Петар што вели? Каде да одиме? Па ти имаш тие зборови на живот вечен. Не само на живот вечен, зборови на охрабрување, зборови на утеха. Словото Божие навистина е прекрасно. Значи имате одговор и решение за секаква ситуација. И пак ќе кажам, Господ е тој кој што сочувствува. Не може никој подобро и повеќе да сочувствува отколку што тој може. Зарем Исус не вели во Новиот Завет и самиот тој, дојдете сите кај мене, такви како што натоварени, обременети, со
сета тежина што имате на себе. Дојдете и јас ќе ви дадам одмор. Ќе ви разберам, ќе ви одморам, ќе ви утешам. Второ, што гледаме, обкружен е со непријатели. Пазите, освен што е изолиран, псалмистот е обкружен со непријатели кои што постојано го провоцираат во таа негова тага. Значи, ова е еден од најзлобните начини на кои што ѓаволот се обидува да ги обескрби христијаните. Една од најзлонамерните работи што неверниците можат да ни го направат е тоа, да го искористат моментот на слабост, кога може би сте во тага, значи, лоши околности во вашиот живот ве снаоѓаат, за да на тој начин дополнително ви го влошат страдањето. Замислите си, сетите се на Јов. Што му се случило на човекот? Значи, страшна работа. И потоа му доаѓаат пријателите и го дотепуваат, место да го охрабрат. Ако сакаме да бидеме како Бога, ако сакаме да наликуваме на Христа, и во овој поглед треба да бидеме такви. Знаете, лесно е од страна да поучувате некого или не знам, да никој не може да ја разбере од страна вистинската ситуација во која што се наоѓаме јас, да речем, или не знам, било кој од вас. Никој. Единствено Бог, само Бог. И лесно е од страна да се правите паметни, нели, да кажувате што требало и како требало. Меѓутоа, ајде, обидете се да сватите ништо поминува човекот, сочувствувате со него. Така ќе можете да го подигнете, да го охрабрите. Тоа е она што Бог е специјалист во тоа. Значи. И еве го гледаме Давид се повикува, не се повикува никој друг освен на Бога, надевај се, душа моја, на Господа, вели. Како што видовме во 3 стих, солзите, вели, ми се храна дење и ноќе, доека тие постојано ме прашуваат каде е твојот Бог. Страшно ова. Ова е наистина страшно, ова ќе ве дотепа. Ви се случуваат некои работи во животот и незнабожците надвор велат, ти саботар, црква, ова, она, нели се молите, нели ова. Каде е сега твојот Бог? Зошто Господ дозволил вакво нешто во твојот живот? Тоа е стварно страшно. Јас сум се соочувал во Свети Николе со случај на еден друг брат, не е битно, не мора да именувам, тоа што му се случи нему, и мене ми вика, вие многу сте верни, еве гледај што се случува со тој и тој. И некојаш немате одговор на такви работи. Подбив и предизвик е тоа. Значи, покажи ни го твојот Бог преку овие околности. Каде е? Ти велиш дека си верен, дека Бог е полн со љубов, нели, постојано ми проповедаш на мене за Бог кој што е љубов, но погледни ја твојата ситуација, каде е твојот Бог. Ова е страшно. И ова му се случува на Давид, ова е втората работа, значи изолиран, одделен, далеко од Божиот народ. Второ, постојано на подбив. Во 9 стих уште читаме, стено моја, зошто ме забораваш, зошто обиколувам нажален, притиснат од непријателите. Под силен притисок. Потоа коските ми се кршат од подигравката на непријателите, доека тие постојано ми прашуваат, значи ова е константно нешто, што тој го доживува. Во овакви моменти, во овакви околности, каде е твојот Бог? Каде е твојот Бог? Значи, непријателите не го оставаат на мира. Упорно го провоцираат, повторно и повторно. Значи, уживаат, како да уживаат во неговите страдања. Да се подсетиме повторно пак на пријателите на Јов. Ти мора да си грешен, што овако нешто ти се случува тебе. Исто погрешен концепт. Кој знае колку пати сме имале, скоро имавме поука за слепиот од 9 глава Јован.
Зошто се родил слеп, дури до каде оделе, значи со своите размислувања, изгледа може, или он сгрешил, или неговите... Кога сгрешил он за да се роди слеп? До каде можат да одат, значи, луѓето во тие размислувања? Тоа е стварно навистина едно големо страдање кој што го доживел Давид овде. И, знаете, некојаш во вашиот ум, во самиот ваш ум може да се води таа борба. Не мора некој да ви го збори тоа. Зошто бе, Борче, ова ти се случува во твојот живот, а? Зошто? Па нели си верен, нели ова, нели ова? Зошто? Каде е твојот Бог сега, а? Каде е? Самите, меѓутоа, не сме тоа самите ние, него ѓаволот ни наметнува такви мисли. Тоа е оној кој што сака да не обесхрабри. Ѓаволот е, едноставно знаете дека ѓаволот и отерајте го колку што можете побрзо. Тоа е една од неговите силни тактики. Лавот кој што рика, кој што гледа кого да проголта, значи настојува и на такви моменти, во најслабите моменти, па Исуса го куша, кога Исус е гладен, значи 40 дена во пост, а замислите си кога ние сме во некои уште полоши околности, еве налик на овие на Давид. Бил осамен, значи, без пријатели што би можеле нели да го поддржат, бил одделен од храмот со скршено срце, без никаков доказ дека за да ги побие, значи, овие злобни навреди. И трето, се подсетува на минатото време на лидерство, значи, последниот фактор што го влошува неговото обескрбување е споменот на некое минато време, на некоја водечка улога што е имал во своето духовно лидерство. Тој се сеќава на времето кога водел во богослужението, на времето кога имал важна улога. Значи. И еве, четвртиот стих од Псалмот вели: мојата душа се излева кога си спомнувам како чекорев во мноштвото, предводувајќи го кон Божиот дом, со глас на радост и песни во свечена врвулица. А сега нема ништо од тоа. Сосема поинаква слика. Сегашната состојба е силен контраст, може да кажеме, со тоа што го уживел порано. И тоа му додава на обескрбувањето. Значи сам, изолиран, повторно, цело време под подбив и напади на непријателите, и уште се сеќава на тоа време како било, а како е сега. Значи, од три причини, тој самиот ги наведува, значи, ги се огледува како причини на својата обесхрабреност. Духовно изолиран, обкружен се непријатели кои што го напаѓаат и смејуваат, и се подсетува на своето поранешно време на радост, на лидерство, кој сега му изгледа нели изгубено. И во сето тоа, тој ја истура својата душа пред Бога, копнејќи, значи, по неговото присуство, неговата утеха. И ова е едно силно подсетување за нас денес, дека дури во нашите најслаби моменти, нашето прибежиште секојаш треба да биде Бог, кој што сочувствува со нас и може да не разбере. Тешко е, тој ја препознава таа тежина самиот и, како што кажав, мора да бидеме искрени со своите чувства и искрено да ги излееме пред Бога. Бог и онака знае, меѓутоа ние мораме да ја покажеме таа искреност пред Него и да знаеме дека сме свесни ни што поминуваме. Нема што да криеме пред Него. И сега овде може да поставиме едно прашање, мада времето одминува, меѓутоа, само како прашање ќе биде, па ќе продолжиме следниот пат. Како да се справиме со духовната депресија? Ќе видиме кои може да бидат причините за духовна депресија, која што е всушност состојба на едно длабоко духовно обесхрабрување и сомнеш, а можеме лесно да се најдеме во таква ситуација, затоа што ако можел да се најде големиот Илија, можеме и ние. Че повторно доаѓаме до оној момент. Не значи дека ако сме верни, ако сме постојани во службата, во приносите, даровите и така натаму, значи, може би не гледаме ништо во што му грешиме на Бога, то не значи дека секи биде мед и млеко во нашиот живот и секи тече однака подмачкано. Гледаме Давид, гледаме Илија, обескрбен,
депресивен, сакал дури и животот да си го одземе. Чудесни се Божите патишта, но, знаете, тие искуства се толку богати. Еден ден ќе се сеќавате на такви моменти, ако нели Господ дозволи вашиот живот, како поминувајќи низ тие такви моменти сте станале посилни. А Господ сака да не направи такви, значи да бидеме силни, да бидеме постојани, да бидеме константни, да не може ништо да не мрдне. Затоа што ако веруваме дека ние сме таа генерација, последната, знаете што не очекува, знаете какви времења доаѓаат. Тогаш, како би обстанале без таа цврста вера? Секако, со Божја помош, меѓутоа, потребни се тие искуства, па денеска коментиравме во пука, значи, за да го запознаеме Бога, за да бидеме блиски со Него, потребни се тие лични искуства. Не можеме да се китиме ние со туги искуства. Еве, слушаме и вести, и искуства и така натаму. Сега имав прилика, нели, пред некој час Раде ми прати искуство на Дојчин, како му дале виза за Америка, без да... Па и Данило изда, ти си го гледал, да? Гледам се смешкаш. Без да закаже, како поминал лесно и добил виза, но тоа се туги искуства. Ја верувам дека сите ние имаме наши лични искуства и тие се тие кои што највеќе ќе не одржат. Без оглед на тоа, може да бидат и вакви. Не е ништо чудно ако на еден верник му се случуваат и вакви искуства како на Давид, па неговите псалми се исполнети всушност со тага, со жал, со обесхрабреност, како што гледаме овде, таа негова жет за Бога и за Божито присуство, нека Бог не води. Псалмите се можеби и најдобри, секојаш се сеќавам на многу чести разговори со брат Гоце, со кого што често се слушаме, секојаш го навраќам на псалмите. И тој самиот, дори тој самиот да тоа го прави, затоа што навистина во псалмите може да најдеме голема утеха. Нека Господ не утеши, нека Господ не води и еден со друг да се утешуваме и да се храбриме, затоа што доаѓаат тешки времења, ако ние не се држиме цврсто, тогаш со кого да се држиме цврсто? Па ние сме Божиот народ, кој што треба да ги избива редовите. Знаете, ѓаволот е лав, ама ѓаволот е и волк. Ѓаволот што сака? Сака да ги одвои овците, една вамо, една таму, за да после полесно ги совлада. Да не му го дозволуваме тоа. Нека му е слава на Бога. Амин.